Hello, how are you? Good? It's very nice. I am same good. Why? Because started Don't Angry, а? Цвърц. И аз си набавив еден от тия тоефалите. Що би рекла некои, побързайте, ги има во ограничен број. Хај сега да не разберат и оние кои имале регуларно школување или не правеле фалс дипломи и сертификати. Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на Нема љутиш. Полека фаќаме добар ритм, понастана од насмешка, на кој си поминавме прекрасно. Во знакот на името имаше многу смење. Се надевам искрено дека така ќе биде и вечерва, но пред се друго, еден брзински поздрав за сите оние што редовно не поддржуваат, а знаете, без нив никако не можеме. Со најдолг стаж од сите, минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум и е наш генерален спонзор, додека партнерите ни се здравите и задолжителни млечни производи на бучен козјак. Алфа Техноцентар со двата своји продажни салони во Скопје и Куманово. Велам, тоа е единствено место на кое имате се на едно место, производите на Арис, кои гарантира секогаш дека ќе биде се чисто околу вас и оној преубав и незаборавен амбиент во етно село Тимчевски, а од новата 2025 и нивниот најнов објект и ресторан кој ќе носи име Еден. Така ќе се вика ресторанот, а се надеваме дека тука ќе организираат веселби луѓе од цела Македонија. Така, таа обврска ја завршивме, сега одиме со главното. Времето е променливо. Внимавајте, времето променливо во такви услови врие од вируси и вие тогаш да знаете сте најподложни на настинки. Затоа што настинките не се така безопасни како што вие мислите. Не, да внимавате, напротив, многу се опасни. Настинката може да биде многу опасна, посебно ако ја имате, а сте во некој туѓ орман и ви дојде да кивнете. Хач! Зезнато, нели? Паралелно на тоа, избегнувајте и жени, нели? Добро, не мора сите, барем туѓе, ако не друго. Иако мојата баба велеше, синко, слушај ти кажам, ако некоја ти фрли око и ако сака да биде со тебе ти нема спас. Јок, синко. Да. Некои се такви превземаат иницијатива, ма ретки се на запад ги имало многу така велат. Кај нас не. Не, брате, не можеш да дојдеш до нив. Како мобилен се, или зафатени, или недостапни, или немате доволно средства. И ако случајно, некако, успееш да дојдеш до неја и еве, таа ќе се сложи, со гаранција ќе ти каже, важи, ама само под еден услов. Тешкото на наше македонско е во тоа што едниот услов обично има 12 члена, 7 точки и 12 алинеи. Кај нас услови не постојат. Не, безусловно сме тука за вас и се обидуваме да измамиме насмевки на вашите лица. Се надевам, барем делумно успеваме, па затоа вечерва тоа ќе го сториме со мала помош, не мала, малку поголема помош на Јоце Панов, дечкото кој во последно време е на турбопогон. А освен него, еве уште што ќе можете да видите во Нема љутиш. У брак е најважна пажња. Ако не пазиш, ома ке те фатив у швелерацију. У моментот на купување ни се чини дека не кошта многу уствари, кад се зберем на куп су мало богатство. Што почна ги бе? Број, оние овце таман последња проваѓа ми вика Савајле, добро јутро, не. Докторе, ми имам проблем, што? А вика, секој Савајле вика, у 5 викот он поголема нужда. Па добро бе што? А у 6 се буда. Смеете се, луѓе, оти, нели велат, смењето го продолжува животот. Затоа јас и Коки се смееме често и на нешто кога не е смешно. Има да живееме некои 65 години, може, кој знае, Плюс 18. Да, ајде до 100. И вечерва во Истритом се надевам дека сте задоволни од она што го видовте досега, а од сега натаму уште повеќе, затоа што вечерва го имаме на гости Јоце Панов. Здраво, другарче, добре ни дојде. Добродошја. Во Нема љутиш. Здрави. За прв пат
Драго ми е што те имаме во студио, бидејќи верувал или не, јас се сеќавам на твоите почетоци кога почна ти. И да, ама искрено ти кажувам, се сеќавам баш кога се појави, сега можеби не сум те видел на првото појавување на телевизија, ама почетоци беа, бидејќи ми беше ново името, а работам по медиуми во радио, тогаш бев 35 години. Да. 40, не, Ти 30 и 35 нешто. 40 или? 30 и нешто години сум по медиуми и го паметам името почетокот, ми се чини како дека не си истиот. Ми се чини прилично се сменет, почна доста, сега не би рекол срамежливо, скромно, ајде да кажем онака, Да. а сега ги гледав нормално, подготувајќи се за емисијата, спотовите ги гледав нови. Ти не милуваш да даваш многу интервјуа? Немаш многу интервјуа? Може би немам, ама не знам како да кажам. Имам интервјуа кога никош не сум да одбијам интервју од тој Кога те аспект. вика, така? Ама да сам сега нешто по секоја цена да од тој смисол не милувам, да. Како што некои прават. Кога ќе се појави ливи, деј го загубил и телефонот, што се случило, му влегли у телефонот, глед каква слика му нашле. Абе, он ја пратил, бе. Абе, он ја пратил, бе. Со друга нешто ваму таму. Ја чувствуваш ли ти таа промена? Во право ли сум кога велам така дека има голема трансформација кај Јоце Панов? Па има трансформација многу голема од типот на примерите, да кажам, можеби многу некако почетоците сум гледал на луѓето да им се допаднеш со тоа што си, таа искреност, можеби таа скромност како што ме воспитале од дома, како што сум. Да бидеш добар во се, добар со сите. Да бидеш добар со сите, па дури, знаеш, ако ти ударат шамар, заврти му го другиот. Баш така скромно, како што реков, право сум, нели? Да, они сега, кога ме и шамари убаво, мене животот по не го ги вртев и гледам дека не престанува да ти удира, да ми се усврти му ќе ти удира уште еден. Не било баш така. Да, како не престанува, ти знаеш, човек мора да си обрамбе штит. Некој и мислам дека и особено последните 2-3 години сам веќе ја приметувам таа дека многу не сум таа личност, можеби внатре длабоко кога ќе видам секојаш што истиот и тоа дете, ама морам да се заштитам. Не, јас зборувам за сцената, сега не навлегувам во интимата, претпоставувам не дома. Сцената спаѓа во тоа, ама и сцената спаѓа во тоа затоа што и 90% мене животот ми е сцена, цел живот. Значи се борам само за ова и се лакташ само во оваа професија. Барем јас сум бил таков сум цело време јарец сум во тоа. Само ова по секоја цена, дали тоа се исплати, дали не се исплати, на некој начин зборувам за вложувањата. И чувствувам, добро си приметил, чувствувам дека навистина можеби се промени, си ставив некој гард, да речеме некој да не ме допира толку што ќе мислиш ти, што ќе мисли тој, така, што него ќе го правам тоа, јас што сакам да го правам во моментот и па макар двајца да ме слушаат, да ме сакаат, би бил среќен. Так. Од тој аспект да, сум се променил. Реков, многу ми е драго што те имам во студиото и поради уште една причина, многу важна за мене, бидејќи скоро сите гости кои биле тука се пејачи, ги имам прашувано зошто не ја применуваат формулата ако се успешни тука, во Македонија, да работат двојно, да ги преведуваат песните и на српски. Сега, како да го кажеме тој јазик, ја не знам српско-хрватски, босанско, херцеговачки на кај Црна Гора, па помалку и Словенија, ама го разбираат. Екавица е екавица. Екавица и екавица. Неважно, но го разбира цел Балкан. Дури бугарите немаат проблем со него, колку што знам се слуша и таму, и тоа баш. И гледам дека ти си почнал да го правиш тоа последниве години. Мене ми почна кариерата така. Така? Во многу интервју сум го рекол тоа дека не би беше намерно сега тоа, јас ќе цилјам, ќе правам кариера на цел, ајде да не кажам Балкан, ама бивши простори. Простори. Првите песни, или од првите, таа беше 4-5 песна, можеби ти пеам песна, кога победив на песма Медитерана во Будва 2009, таа песна по автоматизам си имаше и српска верзија. Направивме српска верзија за да ја пеам на тој фестивал таму, бидејќи на тој фестивал требаше да имаш српска верзија. И Србија и Црна Гора уште беа заедно и
Тоа беше условот. И јас таа песна ја пеев таму и победив со таа верзија. Иако после ја сака и многу повеќе македонската верзија, но така ми почна некако кариерата. После тоа веднаш замена во Загреб, цел албум го направив на нивни јазик. Нормално, таму песната настанува на хрватски јазик, па ги правев на токму тоа го има проблем. После во Македонија ми ги препејува на македонски јазик, значи имав една песна од 3 верзии. Хрватски, пошто хрвати рели издаваш за таму. Во Србите, бидејќи сум македонец, да речеш што си македонец певаш на српском, зашто на хрватском или обратно Срби. Јас ги правев секоја песна У 3 варијанти. до толку бев луд. Правев, ако е вриеме, таму пеам. Да, Се у цела песна ќе најдеме вриеме, 2-3 стика кои што има и се ја влагам у студио, време. И ова, и ќе издаdeме на српски таму тоа. И после, и се помешав више у компјутер, викам, не можеме да песна на 3 јазика. Ама цел живот ми е ток. Имам 54-5 песни сега со овие, 2-3 што ги спремам нови. Од 55 песни, еве скоро сите имаат 2 верзии. Српска македонска. И Така како проваѓав практикувам. на пазар таму? Збориме, нели, како слушаност? Добро. Па со тоа што толку години сум функционирам. Еве ако земам од 2009, може би некако по-официјално би рекол, колку се тоа се веќе 15 години каде што функционирам, да. Имам 2 албуми за City Records во Србија, во Хрватска исто, Босна, значи цело време сум на тие пазари како продуцентски куќи. Мои матични куќи кои издаваат мој албум и кои ги продаваат, нели. Сега веќе цедињата се ван употреба, ама тие години беа актуелни и бев среќен кога ќе продеш низ цела Југославија, дури кружев низ сите градови, бев среќен на бензинска да влезам да се видам. Како ми беше кејф, во Босна ќе влезеш на бензинска ќе ти има. Кажи што има на тоа што точи гориво, вој сам ја. Да, викам јас сум некој попознали има. Што како поминува, има мега хит со Дарко Филиповиќ. Сега снимам пред колку 5-6 месеци? Па скоро ни е песал, да. Толку е, 5-6 месеци дека лице во лице. Дарко сепак е, да кажеме, некоја фигура во Србија, го уважува доста. Добро, Дарко беше учесник на првото тоа. Тие први Мислам дека и најдобра генерација. Првата тура, таа е Звезда Гранд 2004-та. Не се фрлале првите мачења у вода. Да, не се фрлаат. Си поиспостави. Овие сите останаа успешни у филмот. Тања Савич, Бане Мојчевиќ. Сите Немања, како се викаше. Да, тој малиот што беше најмалиот. Сите таа генерација. Па и овој мислам што правеше глупости со мотори, ослабнува се дебеле, како Дарко Лазич е после нив една. После нив беше? Ама во тие први неколку генерации Дарко Лазич. Обично тие така и најуспешни се сега малку стана тоа и мега продукција, хиперпродукција. Ти беше во City Records, сега си во Грант, така? Бев во City Records, сега сум во Грант, издавам за Грант. Споредбено слично тоа функционира во Белград? Горе-долу, City Records ја имаат Пин како и сега се уште, ама и тогаш Пин како нивна куќа, каде што емисии, се што оди на Пинк, например, си тука те промовираат. Те земаат и како комплет, гостуваш емисии, настапите договараат комплетно. Те менаџираат. Настапи не, никој ще сум работел со настапи, цело време сум бил сам? Сам, да. Цело време сум бил сам, например, од тој начин од букинг, да те букира некој па да ти зема процент. Никој ще сум бил во такви води, никој ще сум работел. Но од аспект на промоција, на реклами, на што многу значи. На издавање во емисии. Да, сум бил цел живот така. Значи цел живот, сите тие интервјуа ги има ден денес на YouTube, ми биле од сите телевизии, од Пинк, од Грант, од прва телевизија, од сите можни телевизии што биле таму. Добро, мала споредба, или не може да направиш мала споредба помеѓу тоа што се случува во Белград и тука во Македонија на музичката сцена. На музичка сцена. Не можеме мало, тоа е голема споредба. Голема разлика. Треба цела емисија да зборуваме за тоа. Многу е неспоредливо е, до толку е неспоредливо и мислам тоа би било залудно да го зборуваме затоа што ние гледаме што се случува таму и гледаме што се случува тука. Многу е едноставно и просто. Не треба сега порано кога не бил интернетот, кога некој ќе дојде од друга земја па ќе каже, знаете ли што се случува во Норвешка. Сега веќе немаш потреба. Гледаме. Па светот е на дланка, гледаме кои колку се успешни и колку сме ние во одредени сегменти во професии. Да. И залудно е да зборуваме, не треба да зборуваме, гледаме
како се само да тргнеме од еден пеач, јас ќе кажам, мои колеги што имат 2 песни само снимено, 2-3, јас што имам 50-60, и тоа песни зборувам со тие истите автори еминентни што снимале тие. Зборувам не зборувам песни, сега јас сум си ги правил во студио, па и некој така, еве, не се квалитетни, така, па џаве ти се бројката кога... Така, докажани автори. Како Саша Драгич, например. Првиот е што, да, Саша Драгич, Многу те фали. Миро Бујлјан, да. Се знам со него, случајно се имам запознаено и после долго време комунициравме. Он беше, се чини едно време, менаџер на Желко Самарџич. Да, на Бајага првично на Бајага, па на Желко Самарџич, 10 години. И се случи нешто, менаџерот на Дара Бубамара да не може да дојде во Куманово, а он беше во Македонија присутен и дојде да е менаџер во Куманово. И сега у некој радио народно, тоа време функционираше, радио, како беше, Тумба. Радио Тумба. Јас работам у забавно радио, да. И недела немаат кој. И ми се јавуваат, викаат ти да водиш емисија. Не бе, кај ја народно, девек срамота тоа. Многу одамна, 15 години, 20 има скоро. А ако има 20, не идам, и Дара не кога може ја да се видам. жени ако води народна емисија. Бе, не мора да сакам води. девојка. Не Да си мора да кич. води. Тоа бе било Слушай, имидж. ти кажеш. Не женет беше, ама Дара дојде и ме убеди. Мислам, стварно има аргументи жена. Тако е. Да, да, А сега дефинитивно. има јаки аргументи, не Не, може сега така не, сега не. Многу ме не знам, И се некако викаш, не ми е у народна е вистина. Тоа е вистината. Нека га занеќе чаршија после. Тега овој. Да, тој време беше такој. Затоа не сум сакај. Сменија се Драгане и Времиња, видели дека јас сам го сменија кошулју. Тој Ева, сакаше веќе да- треќа емисија поред, јас сам го ново кошулју, бе, брат. Па зашто те спуштија доле да го можеш маца покаеш тој? И ја никад не сум ти кажа, пази да менјаш ти кошулју. Него? Ја ти кажа да го испереш кошулју, зашто за удара, а не да ги менјаш кошулје. Не е тој. Човек е битен бе, облекно не е битно. Дару го спомнамо. Повише ми се свиѓаше тага, него сега. Ново се брат прави да изгледа висто, некако, не знам, и она има тие преправке. Сега Кој, малце, Дара? Дара. Едно кој е многу другарче, многу Сити, добро, добра, многу вика, позитивна. колика, супер. Ептен впечаток ми остави и не се покајав што го направив тоа. Морам да го направам, кога ме сваѓате. И после народно отиде у спорт. Ај, кога сме кај жени, од жена на спорт. Добро, со топки е тука дека. Со топкија, да, од народно у спорт. Човек господ, ајде, може лото ќе виде. Кој знае. Кога дојдеме до жените, женет, синче, тоа заврши работа, влезе во тарче, се одлучи. Па еднаш бев дома, едно од синче, едно дете. Коки друг чега вика? Како викаш ти и он има едно дете? Керка? Слушај, значи сам човек толку може, едно колко. А ти колку е скаран? Ти колку имаш? Што така ле? Две има. Има и три што има. Има. Има, па што ме мене прошуваш? Праша ги бро, нива, па после ќе дојдемо до мене. Како? Дали си отиде дома, не го спори Што се случува во дома, кажи ми, како функционира тоа? Доста се одсутен на дома поради сите овие настапи. Добро, Има разбирање? Жена ми веќе скоро 20 години со мене, така да... Ти имаш долга дете, врска. И ме запозна на бину. Она е има, е вакцинирана. Бина вакцинирана од сите, нема проблем, не. Нема, гајле, значи. Ја би рекол, кога, на вистина, кога гледам се што има и што случи, би рекол, само ќе кажам со Господ сум вечер. Да. Толку ќе кажам, да те разбира некој во оваа професија моја и во начинот на живот тој, значи и да е уз тебе како најголема подршка, тоа е си вечераја со Господ, како ќе го Да. Тоа е кумановски да звори, видиш? Мора да се содружија с некој кумановски. Ја ти преминеш да за Ајде, бош, сакам така кога дојдев во други градови на Кумановски го читав да имам, ќе погодив. На Комановски да прочитам? Па да, кумановски Како пишано. не пишам? У брак е најважна пажња. Ако не пазиш, ома ке те фатив у швелерацију. Джабе 20 години боз. Значи, Ке пажња забравиш пред на све. вечера с Господа и се Многу промадувам. јако е ово, браво е. Много е важна Ако не пажња. пазиш, Пажња е важна. ова е најако. Пази, Ова е- пази. колку е. Синчето. Не, еднаш, не, ова е добро, може да ви закажам ово. Ајде, за тоа сме Има тука. Многу е добро, пошто ме подсетивте сега на ова. Еднаш бев дома Ајде. и сам да има зборат Мујо и Хасове, да кажеме. И вика Мујо, више
70 години. Аха. И се вика, бе, казва, вика, не, ништо лично, да се разбереме. Млади сме сите. Таков е вицот. Да, ти реди. Вика, мој, вика, да те прашаме, вика, нешто. Вика, што бе? Абе, вика, фата, вика, трудна е, бе, вика, како бе, вика, моја трудна? Абе, не знам, бе, вика, нели бевме ети на пат, ваму, таму, не знам, вика, не сега може некој со бил, со, вика, со... Вика, бе, и се, овој се, како да не го увреди. Вика, бе, како бе, моја, вика, абе, вика, абе, јас, вика, бе, нек ти бе фушува, вика, да ти кажам што се случи, што бе? Абе, вика, отидов, ама заборави пушку, вика, дома. И ода, вика, шума, шета ми мечко едно, вика, сега вака на Комаровски да го... Вика, едно мечко, да, вика, пред мене се изправи, ја викам, леле, што, готово ќе ми изеде. И што да прави, вика, едно мечка? Абе, ајде, викам, пау, вака, со... И мечка падна, вика, чове. Одам, гледам, крв и цури. И ој, ајбе, не заебаја, како со сега, па валда и некој други пуцао, па то ти кажа. Оде там подбе, брат, и Како бе крвника со прс. Валда друг пуцао. Јас велам дека ова е и најдобро место да направиме пауза. Овака насмејани. Па тако е треба. Па тоа го се каже вицеви, а не како мене. Видете со нас. Дрангулија. Небитни, незначајни, непотребни работе кои се крие по фиоке и кои на свако чистење на фиоку, шкафче, плакар или место за сваштарник, па се остављав за не дај Боже или дај Боже може да ми затреба на исто место. Тие дрангулија ги има у сваку куќу. И обично за ништо не служим. Најчесто фаќа прашину. У моментот на купување ни се чини дека не кошта многу, уствари, кад се зберев на куп су мало богатство, кое после треќо преместување од место треба да се фрлив. Обично за купување на дрангулија су задужени особи од женски пол. Женеде, док ми мушкарци купуваме, например, удице, чуварке за рибе, орше, пушке, кучиња за гари, мислу, и све што ќе ни се најде понатамо у живот. Ако после мене моја господја реши да га продаде рибарски прибор по цени кои сам во ги ја кажаја, мислу дека ќе банкротира. Толку. Што предремаш? Цел ден тако и предрема, види. Треба, спие ми себе, Ставре, не сам спаја цел ноќ. Зашто? Зашто? Откуде ја знам зашто? Синоќ бе, таман да заспiju, не доваѓа сон на очи, не доваѓа и готов, па си викам, што да се прави, мајка? Број овце. Па броја, почнаги. Што почнаги бе? Број, оние овце, таман последња проваѓа ми вика Савајле, добро јутро, ме. Па ти морали бе па да ги броиш, да ги број мајко му. Па што да ги право бе? Пробај нешто друго, од кое знам, направи ги нешто друго. Пробај ли си да ги стрижеш едно по едно? Ако не сам пробаја, и тоа сам пробаја. Да ги стрижеве, не ги број, ке ги стрижово, да виду дали ке заспiju. Прва, друга. Стрижи, ама насред стадо, ова ми се погоди. Они су мако, знаеш како е, незгодни су, разбираш, треба некој да ga држи. Помош. Па помош. Повикај пријателја, бре, зашто сме комшија, ке се помогнемо, мајко му. Ајде бе, Ставре, усред ноќ, па тебе ке те буду. Зашто ја не може да заспiju? И па не заспiju до Сабајле. Па добро, ти кад спиеш? Никад. Сабајле таман да дремну, да ми се заквори в очи, на аларм. Разбуди ме. Што те разбуди? Аларм, Ставре. И тоа ли имаш? Ај, Боже, што си модеран, би најпокраво и младо жено, туго. У наше време на аларми се буде смо. Оди таму, кај ќе зарика смо петли Сабајле, бетер од магариња, тачно у 5.
Свако забавле промажај нема. Свак ден, неделја, 2-3 пакат ни досадив ми едно 2 аларма изедемо преку неделју. И што сак ја да работу да једу аларми, нели? Нервозан сам бе, Ставре, многу се нервирам за тој не може да спиу. Почнамо у последњо време да не го слажемо с невесто. У последњо време он не го слажае. Ми со мојото цело време не го слажемо по ништо. Што греши стајка сак? Па што греши? Прати го ичер, а иди купи ми цигаре. Она купила филтри тутун и лишќиња и трас настал. Тети, па мотај си. Тако е ли? Па леко се решава тој проблем. Следеќи пут, кај ќе те прати на тебе по улошки, сигурно те прати, идеш ти. Иду ја го купувам. Идеш, слушаш ти се, одлично. Место да го купиш улошки, ти купи едно 2 кила памуки, едно 20 метра канап, трас настал и кажи, еве мотај си и ти. Абе, неќу да се карам, Ставре. Сакам да го смиру ситуацију, еве. Од овдека откуде тебе киду на пазар да го купу нешто. Не. Само да потрошиш пара и после од мене назаед. За тој немаш, бре. Што ќе го купиш од пазар? Што ќе го купу, знам ја. Она много сака крушке. Ама предева крушке, сак има само оние крушке, кај ќе го апнеш да звира устав. Што дави тие? Тие. Да не можеш да збориш. Тие да не можеш да збориш. Одлично, баце Стојко. Ако најдеш земји за мене едно 10 кила земји, мојата ги обожава, кад нема друго мисло. А најчесто нема и изеде, пола ги изеде. Таман да му затвору уста. Земји 10 кила. Земено. Ми речи имаш многу фотки од секакви ситуации. Има, не знам и Со колку сите има. пејачи со кои си настапувал, со све. Многу. Јас ти побарав, една-две да издвоиме три, некои кои што ти се онака, што ти имаат прича, ти пијат вода, најмногу од сите. Тешко е, знам. Имаш настапувано со Цеца, Со сите, мислам, Меца со рече. цела естрада, да, со Цеца и со Меца. рече со И Цеца, за Меца, и Меца ми излезе. За Меца кажа тоа, од прв пат. За Цеца не прашуваме. А како е ова со Цацко што ја гледам сега? Со Цацко. Што се случува? Имат ли видео снимка и... Па имав малку тие води у ваши кумани, Проба, капкат да, на еси, глума, да. Не, многу омилени, значи, многу сакам хумор. Значи, многу сакам хумор. Многу... Па ти нас ке не сакаш. Особено стендап, особено луѓе, ама што стварно имаат дарба, што стварно тоа го кажуваат Так нема да не сакам. Не, затоа и дојдов јас, затоа што знам. Не, он збори у куп сега, значи нема да не сакаш, може нема да те сакаш. У негација. Да, в негација. Чекај, со Цацко беше на снимање. Ще телефон, молим те. Првиот пат кога те видов, погледот ме прободе како само. Цацко ќе го прави гласот. Длабоко во душите ме прободе. Нежно, многу ми е чудно. Да те гледам. Шо ме гледаш? Само да те Нема, ова е... Снимавме емисија за... Реклама снимавме. За кумот мој, реклама снимавме во која... Нешто ти си као повреден. Да, ја има, на YouTube има рекламата, таа беше на телевизија како реклама. За негови производи, бои лакови. И снимавме реклама и сега јас во рекламата, Цацко беше така, јас се пробував фасадата уствари со глава. И затоа сум искршен цел. Затоа си искршен све. Да, ја пробав фасадата да ме пробајте. И таа беше поентата и дур снимавме, тоа беше 2 дена беа, а јас пошто ги знам сите скечеви, значи сите што ги има К15, што ги има, значи сите од дете сум многу сум сакал. Многу сум сакал. И сум слушал многу и сите скечи. И се еден скеч имаше Цацко каде што глуми добро вечер, кај што се јавува, каде што е. Со штиклата точно, знаете што врише на крај. Раскажувате, да, И сега го прераскажуваме на телефон. Молам не ми спуште слушалки. Или они се геј, да кажам, културно. Да. И тој скеч ми беше многу, јас му го кажав, вие се, он не се сеќа, ја боли го знам.
викаме, кај ти текстови, се го снимам. Викам, кажи го скечот. Среќа што кажа 2 дена снимаме рекламата, чисто да знаат луѓето колку е лесно да се снима една реклама. Гледа 20 секунди, ајбе не ме зезе, ќе снимаш 2 дена, бе може и 5 дена да се снима, ако нели Идејата треба да се многу е да се долови, многу подготовка има, зборуваме за професионални реклами. И со спотовите исто така. Слична работа е. Сега зависи што продукт сакаш да добиеш. Можеш ти за еден час да снимиш све. Нели? Се може, ама што ќе добиеш? Што ќе добиеш, тоа е веќе друго. Така да имаме многу. Не знам, можеби со Џоковиќ И таа фотографија имам да ја јас со видиме. Џоковиќ имам повеќе фотографии од сега во поскоро време. Ај сега кажи ми дека и тенис играл со Џоковиќ. Не сме играли, не сме тама. На не си му бија спаринг партнер тој, нели? Стално сум во Белер, кога ќе отидам во ресторанот негов, стално сум тамо сум имал среќа да го фатам кога е во Србија, ретко било, ама а инаку многу добра ситуација, тоа беше 2007 година, јас пеев во Плавница се викаше локалот на тоа е во Подгорица, со дека е езерото, само е тоа е на Плавница. Скадарско езеро, на Скадарско езеро е и многу постои тој ресторан, тоа е лудило ресторан со и таму имаше концерти, значи имавме концерти, ја пеев таму, пеев како тезга ми беше тоа време, Да, па си тезга, пеев, да. да. Има по време, например, Кемал Монтено, така и со Кемал Монтено, така тогаш се запознавме, така му се засвиѓа мојата интерпретација, така ми предложи да ја препеам кој да ти каже Ивана. Сите многу моменти ми се случија таму, да. И еден ден им пеев приватно веселје на Џоковиќ. Искрено во тој период јас само имав слушна тоа Џоковиќка. Ова е 2007. Сега треба да тоа се видам неговите 2007 да, кој не беше он, далеку беше од прв. Он стана Не беше, 2011. ветуваше 2011 бев прв. во голем стана. налет беше, тогаш и ветуваше, ама И покрај Надал и имам Федерер. фотографија и ги баш ќе видите, онака сме буквално по шорц, онака голи, пошто на базен. Како другари. На базен, не како другари, тоа е јавно, Така да, ете, тоа е можеби момент што така ми оставил впечаток, ете, сега Џоковиќ знаеме кој е и Дока е Стас. на светски рамки. Со тоа би можел да сете на Мене ми некој беше начин. најинтересно кога рекоа после Олимпијадата, Џоковиќ ја преврта играта. Готовише, да. Што више да се освои повише од Јас тоа. те прашам, бија си на всакакви, нели, догаѓаи, еве, не викаш, приватно веселје, околу, Да, да. бија ли си некад да поеш на избор на мис? На избор на мис, Да. сум пеел, Избор да. на мис. Сум пеел. Прашувале го Кумановку кад била на избор на мис, која ти е најдрага земја? Она кажала изфрезана. За мир во светот. За мир во светот. Нели они обично поставља прашања тамо. Знаеш и француски, гледаш ли спортово, не интересни прашања поставljаš. само неките гафови. Баш нашето го прашале за земја. Која ти е најдрага земја, она вика изфрезана. Па бе да кажем моја земја. Знаеш, ќе ми звучи малце незгодно. Мислим, добро, не ти се десило баш така си појави тината изборна мис, али еве, десило. Не, тие не су ги прашувале. Не работеше микрофон. Нели кога ќе да гурат високо, нели тамо кога ќе се изречив. Да, и треба да дојде кажеш малку нешто. за избор, треба да кажеш Нешто да нешто, кажеш нели. сега. Има ли И познавање тука од не е историја, тешкото. ово било нешто. И ти ми делуваш вака најбен на српската сцена, мислам, цел Балкан, вака, се со некои неквалитетни луѓе ми работиш, го спомнавме Филиповиќ, го спомнавме Саша Драгиќ, ако не се лажам со Дејан Миличевиќ соработуваш. Со Дејан Миличевиќ скоро сите од самиот почеток ти пеам песна. Дејан Миличевиќ е човек што навистина многу ми помогнал и кога живееше беше во пуно време во Македонија, така е? Да, па И живееше живееше овде, тоа да. време. Живееше Живееше овде. И сними многу спотови на многу Да, музичари, на на многу македонци овде пејачи. и после Добро, коло продолжи постигнал таа. тој човек? Ја не знам, многу, дури до хиперпродукција да помислиш дека колку Да. спотови тој човек има снимано и никаде не, како да не се повторува. Колку идеи имаме, не ми јас. Па добро, Како дека го човек позитивен е? Затоа да, дека е уникатен лик, пред се добар човек, пред се на како викаме ние, на нозе, значи не е во облаци, ако гледате дека секој спот од најголемите
имиња на Балканот. Ја го гледам односот на пејачите кон на најголемите Да, пејачи да. кои гостуваат во емисии го уважуваат максимално. И Деки оставил еден момент кај луѓето што кај пејачите, што не е само да ти снима спот да ти земе пари и толку на тој начин. Оставlja белек. Јас сега да му пишам на Дејан Величевиќ, ќе одам во емисија, таква ми е емисијата во Куманово, деки те молам што да облечам. Нема шанси да не ми врати, да не... ти даде совет веднаш. Одма, прати ми емисијата и оце, ово, тамо, покежуел, вако, тако. Мајстор е за Значи, тоа да Значи нема збор. Секојаш ќе од одам... гардероба до Да. сцена да постави. Тоа јас до спот, до све. не сум снимал со многу. Дејан Миличевиќ и Дарио Јанковиќ, тие се двајца луѓе со кои сум снимал. Спотови зборам во моја кариера, тако сум не обичам менуваш. многу да. Ако видам дека ми е окей со некоја личност и си терам. Ако Тимот кој имам- победува не се менува. Поверение. Но кај Дејан, поентата е што вака сега одам со раце во џеп. Одим и сега последниот спот со Дарко Филиповиќ го снимавме заедно. Сум направи ремек дело. Спотот, не знам, се го гледале, тоа е ремек дело, тоа е... Гледав одличен. Отидовме буквално по тренерки. Ништо не се замараш и да како ќе изгледаш, што ќе носиш, што ќе не те прашува кој број, се знае. Све знае, Нема а? број. Има луѓе овде свети носа за качалки, таа сцена обуци ово, стави му качкето овде не, шминкај го вако, немој тако, немој ово. Тоа е пред се голема Мислам, интелигенција, мислам, да, затоа да ги да. предвидиш работите, Дефинитивно. снимањата, и иако верувам дека има и книга на снимање, меѓутоа доста е тешка таа работа. Добро, тоа има и асистенти, предпоставувам, не работи сам, ама многу брате, многу Да, спотови. дефинитивно. Никој не сработел толку спотови колку он што сработел, колку што јас. Никој не. Мене ми беше посебно интересен кога ќе даваш изјава на македонски. Да, Кога живееш во знам. Македонија. Па Живи живееш. македонски и само Л му се познаваш. Да. Со Иначе тоа друго све нема проблем. се забележува дека е дека е добар човек, ја почитуваше државата кај што живее Не, моментално. дефинитивно, Кога да. се обидува на твој јазик. Добро, Јоце, како стоимо, пошто си, нели, по свирке само... Како по идеја, ја му си да заем пари ги употраи. Живи се. С пари како стоимо? Добро, ја се... Не беше прашање с пари, ти си утепам. Живи се, ја тако требам пари да заем, стоимо, како кој од мислим, црво нели, дрво за врто. Свирка, мирка, натамна. Потеглимо по некој чашка? За пиење? Да. Сум раклија, ама, ајде да не кажам се на телевизија, не ми држи многу... А, не држи Џонче. Џонче, да. Кад сме кој е Џонче, знаеш ли ти дека Камила може да оди 10 дена без да испие капку вода? Знам. А дека ја можу да пију 10 дена без да оду. Ја, зашто? Увек одиш увек се. Зависи што Кога пиеш. сме кај Камила, Е. знаеш вицот за пустина за вамо Дубај овие, Ајде, кажи ја. за мачињава, две Не, мачиња. не, Две ајде кажи. мачиња одат по песок, шетаат по Дубај, тамо по Емирати и шетаат сега и едната застанала и се каки. И седнала и се искакала и так затропала и се продолжуваат. И вика на другата мачка, вика, значи како сум какала, значи ова е неверојатно. И други вика, Емирати. Се ова тука да кажеш ова. Одмерак бе да. Прашувала го мала Камилче, мајко му, мамо, зашто ми и Камили имамо грб позади? Вика, сине, тој ни е на нас резерва на вода. Аха, добро. А добро, зашто имамо, вика, толку дугачки веќе? Вика, сине, ми сме у пустињу. Живимо, вика, у пустињу, вика. И тоа е да не ни улаза песак во очи. Ја мислам па собирам Добро, воду вика, како а олус. зашто имамо, вика, ми на ноге доле, вика, толку широки ноге? Вика, сине, тоа е за тоа што като одимо, вика, не ни пропада ноги у песак. Добро. А што тражимо ми ову изолошку? Немој овој зоолошко. Немој само овој зоолошко. Ову изолошку. Оу, да не го спомнуваме, морбидна Емирати. тема. Емирати. Да, и тој сега, докторе, за ракiju прашаga дали сака. Да. Докторе, вика, имам проблем со станување. А кај тој најчесто ти се дешава? Кад сам у кафана. Најчесто е така. Најчесто Не ми така. се стануе, па никако. Па ке нема се стане. Планови? Видите да застанување. Вика, докторе, вика, ми има проблем, што? А вика, секој се вари, вика,
у 5 викот поголема нужда. Па добро бе што? А у 6 се буда. Значи се гледа, стварно следи хумористични емисии одамна има одлични фори. И знае да ги каже. Браво. Абе, ќе ти се погоди гостин од мерак. Не бе како. Ко у Емирати. Емирати, Куманово, бе. Емирати. Куманово, бе, видиш кој се погоди. Тако е. Планови, велам, планираш, мислиш дека ова е добра насока, колку што забележувам, има некоја доза на задоволство кај тебе и мислам дека ќе го одиш тој пат, дефинитивно. Не споменавме дека си професор во гимназија by the way, покрај сите обврски и тоа е она централната во Скопје најпочуената. Вицовите не смеам да кажам дека сум професор. Зошто е? Ти професор, коки кажува па ти. Он е многу голем господин. Само ја не сум професор. 3 пута прошao покрај библиотеку. Начитам. И тој како малецак. Така е. Па така. Таа е најпозната гимназија во Скопје, Па така? да, дефинитивно. Барем сега да не се увредат и останатите. Добро, Само е, значи, едно од онака најеминентна и популарна гимназијата во... Како е да се работи со деца? Интересно ли ти е? Па, верувам и затоа и останав. Затоа и останав кога влегов во време на корона. Искрено мислев дека тоа ќе ми биде само дор заврши ова голгота со коронава, дор ете нешто, таа енергија од тие деца, тоа се тинејџери, не се баш деца. Да, тинејџери, токму во тие некои години кај што многу ми помагаат кога гледам, кога се соочував директно со нив, кога се соочуваш, таму има над 1000 деца се, така да кога се соочуваш директно со нив, кога гледаш како размислуваат, многу ми помага мене за творештвото, за како да ја базирам кариерата, на кој начин, што сакаат младиве, што повозрастниве. Ти сакаш да кажеш. Да, друго е кога ќе следеш во диско, Так. друго е кога ќе гледаш секојдневно овде, значи темпераментот, карактерот, како размислуваат они што во моментот ги сака да слушат, што не е, како многу ми помага на некој начин таа психолошка анализа, би рекол на генерации. И затоа ми е многу, а пред се ми дават многу една убава енергија, кој ќе отидам па знаат многу пати да ми изненада од пеат моја песна, кога ќе влезам на час па ми пеат моја песна. Како да не истаеш Петку? Како дека професор да не истаеш Петку? Не, Па тај ми беше професор кај што викаше, ќе видите Драган ќе се измъкне, смејте му само што е мал. Кај видите Дандан ќе се измъкне, видели како се измъкне? Да, измъкне, Месари се шумска сипа. јагода. Полека доаѓаме до крајот. Имаме подароци за тебе скромни од нашите пријатели и спонзори кои ја следат оваа емисија, ја следат другите ја гледаат. Они не следат на друг начин и без нив не може. Арис детергенти, Арис деграс. Како се знаеа да сум папучар? Ти чисти Дека ја дома? чисто по дома. Еднаш кога е дома чисти тој. Повели, многу се добри, топ се, познати се во цела Македонија. браво. Верувам дека сопругата и ќе знае кога ќе однесеш дома, ќе Колку ми биде се радостно. свиѓа ова кој ќе се испрскам Тушка Бинова. Ако ќе си онака... Ај леко се работи со Ја него. мислеше под мишки дека газдата ми кажуваше за некое средство кое било толку безопасно што можело дури да се пие. Ништо не било. Само што нема течен сапун. Така е, најмразам кога ќе снемам течен сапун. Браво е. Кога ќе ми Фала се многу. падне некад негде Кога ми се падне. на греб, кога ми се падне течен сапун, многу се радуј. Абе, хит. А течен сапун е посебно добро у затвор. Тама све течно е добро, брат. Практичен, много И практичен. практичен. Практичен затвор. Вика, жабе спиеш ти, вика, с грб према зад, кад су ти отворени уста, док смиеш во затвор. Емирати. И реков за тоа, дека толку бил безопасен детергентот, што дури може да се пие, вика, ништо нема, вика, па што не го рекламираш така? Абе, не зафркај како да кажам на луѓето, може да го пиете детергентот. Немој. Се трудат да бидат што по-еколошки, тоа сакам да кажам. Бучен Козјак, за не верувам дека имаш едно јогурт. Сите производи до овој се Божи Козјак. Искрено. Ова не е реклама или ова, сите производи и јас сум фанатик многу за јогурт и за млечни производи. И Бучен Козјак ми се и да продолжите така, знам дека дека има дефинитивно од најчистите производи.
Они не поддржуваат, Везијана е тука и еве и Алфи, секако тие го премија студиото и се гордееме што соработуваме со нив и со Етно село Тимчевски од нив скромен подарок. Скромен подарок, ресторан Етно село Тимчевски, ваучер од 2000 денари. Јоце Панов. Едно прасница. За гостување во емисијата нема љутиш. Рече дека не си бил Мислам дека не сум бил, да. муавет, Нисум, види, може и да сум бил, ама да не знаеш а како да се не вика знам, значи, местото. сум бил на многу места каде што ви благодарам. ти навистина Етно помногу. село Тимчевски. Ако ги паметиш сите ресторани кај што си пеел, па кај си бил онака приватно. Сега колку луѓе ќе така ќе еве сега во Куманово да свртам, ќе напишам само Куманово и да видам кои луѓе ги Многу пати имаш да не сум да кажам многу возраст или стар не можам да кажам, ама некако многу рано почнав Рано почна ти, рано. со тие настапи, со така ми почна кариерата и кога ќе се сетам се сега зарем пред 20 години пеев на места сега што не ни постојат во Куманова например. Да. Сум пеел дискотеки, клубови Куманова, се сеќавам некои од нив сега не постојат. Знам имаше во Куманово на центар на Куманово едно како се викаше стаклено Клуб. клуб ли беше како Клуб, да. Тоа беше многу ин на времето. Работеше Какви журки фул, правел. да. До него имаше Половина площад беше кафич на спрат Да, горе да, се да, ке се да. каже Така, Штоколм што така, беше. Да, Стоковна. Да, клуб. И таму сум пеел. И ти одамна памтиш, Јоце, не е дека не. Памтам. Мирко, како се викаше? Мирко, да. Мирко се Добро, викаше. Мачо, поздрав за Мирко ако не гледа. Така. Тоа со години го дреше, прво беше на друго место, кај старата црква, па после го префрли тука, ама работеше фул, половина площад се полнеше. Многу овој моменти. Не сум те знаел приватно, многу ми е драго што те запознав. Сакам да се дружам со позитивни луѓе и се надевам дека ќе имаме пак прилика да се видиме или можеби некогаш нешто да соработуваме. Има секојаш што ме ваква емисија, сакам да подолго да трае, само да има да искрено секоја час за емисијата сум ве гледал пред кога ми се јави за гостување, буквално викам ова е моќта на универзумот. Стварно? Да, викам викам ваква емисија треба и Ти на прво ми рече, значи после нема месец, многу да, само не, требаше за ми се Белград да јави, идеш. да. Кога ми се јави, Минатата викам, недела. супер да отидам некаде да се опуштиш, да видиш тој ти што си, да можеш малку да, така, луѓето те запознаат во едно светло. Да не те тера да пееш. Тој што си природен, не, пењето е немал проблем, Се шегу. поентата е друга, да луѓето цело време тоа цело време се врти и многу сакам концептуално вакви емисии. Ми прави голема чест, верувам и на Кокс. Да. Ти благодарам уште еднаш што беше наш гостин и се надевам дека, како што реков на почеток, баш искрено ќе ни бидеш пак по некоја друга И прилика. благодарам ви много. Фала. Фала многу. Фала Се puno. гледаме. А вие уште малку со нас, бидејќи имаме уште некои содржини. И откако некако ги поминавме сите тие процедури, членови, точки, елинеи кои беа бројни, некако стигнавме на крај, знаете што тогаш следува. Опа бурма, брак. Тука готова работа. Зациментирано, немате гајле. Бракот лесно обстанува. Само треба да сватиш дека таа ќе прави што сака, а ти ќе правиш исто. Што таа сака и свршена работа. И она другото веќе го знаете, нели сум го кажувал, за добар баланс во бракот, еднаш таа е во право, додека друг пат ти си крив и готова работа. Секако дека и ние правиме и компромис и баланс, па затоа сега ќе ве оставиме малку намира, ама до следниот викенд, кога ќе се вратиме заедно со минералната вода Визијана за убава и свежа мисла, млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти спомени во комплекс Етно село Тимчевски, а наскоро и во ресторан еден или one, поради TOEFL, нели? Чао на сите, ариведерчи. А земо да број овце, мајко. Кој пуца? Уте пога Уте па га, уте па га рекога. Кој пука? администратори. Кој пука тој? Од цела Македонија. Така. Не е така. Стрижу, дојду до половину,
Ага. До половина. Проведе се на половина. На половина. До половину, од половину надоле неќе. Врие од вируси, внимавајте, променливо и во такви услови врие од вируси. Една иста реченица. Тоа за фркнато треба некој да држи. Разбираш? Викни, бре, три... Кога да викну сред ноќ Не без мора та, три бре? викни, не мене, бре. До следниот викенд ве очекува на исто време, во исто место, на ништо не валја, на ништо не личи, избегами све. Место улошке ти купил 2 кила вуну и едно 20 метра канап. Врати, Тресно не е го. вуна. 2 кила памук. Па вуна. И вуна ќе заврши работа. Зашто ме Не е вуна памуке, не е вуна.